Суштинското прашање за мене е како да успееме ние во Македонија да ги зголемуваме платите на 80% работници, граѓани наши, кои што се движат околу 27 и нагоре до 70.000 денари. Минималната плата е во надлежност на владата, така што тоа што владата не сака да ја покачи минималната плата, тоа е чисто одговорност само на владата. Ја ги охрабрувам работодавачите да излезат од таа некоја зона на мајндсет дека треба што помалку да му се даде на работникот. Како може јас да не ги почитувам законите? Зарем некој ќе помисли дека министерот за култура, кој што доаѓа од фелата, кој што доаѓа од драмски театар, кој што одлично ги познава состојбите, ќе оди против своите колеги? Љутков ќе го надмине и најлошиот министер за култура што сме го имале, оцени вашиот колега Тони Михајловски. Многу добро знаат моите колеги дека совршено добро ја познавам состојбата каква е внатре. Особено мали земји, како што е нашата, се изложени на ризик да пропаднат во отворите, во пукнатините кои се случуваат во тој геополитички земјотрес кој го кажав, доколку останат сами. Недела на протести. Работниците кренаа глас. Најавуваат и генерален штрайк доколку не им се излезе во пресред на нивните барања. А барањата се јасни. 600 евра минимална плата и 100 евра за сите. Дали овие барања се оправдани или не? Гостин во ова издание на Тренинг, универзитетскиот професор по трговско право, по трудово право, Лазар Јовевски. Добре дојдовте во емисијата. Ви благодарам на поканата. Професор Јовевски, сметате ли дека се оправдани или пак неиздржани барањата на работниците, а тоа е зголемување на минималната плата на 600 евра? Видете, работниците генерално секое нивно барање треба да се земе во предвид, секое нивно барање сериозно треба да се разгледа и секое барање на работниците, ако се ставиме во очилите на работниците, е оправдано. Затоа што станува збор за права кои што се однесуваат на повисок стандард, на подобра живеачка, на достоинствена работа и така натаму, остварување на правата. Меѓутоа, дел од правата кога се бараат, особено од аспект кога зборуваме за социјален диалог, да речеме, или за колективни преговори, колективно преговарање, многу често се зима во предвид на премиса тоа што е реално, што е можно да се оствари во дадениот момент, соодветно на самите услови на пазар на труд, самата економија и другата преговарачка страна. Сега, ако го разгледуваме македонскиот контекст, што е тоа што во Македонија денес може да биде реално, според мене овие барања кои што беа сега изложени се под знак прашалник. Во која смисла се под знак прашалник? Зошто под знак прашалник? Зошто? Затоа што видите, имавме една хронологија на барања, кои што пак велам се легитимни, но дали можат и како се применливи во реалноста денес. Имавме барање од 450 евра зголемување на минимална плата, кое што еволуираше во 500 евра, за да сега веќе се поставува на дневен ред прашањето за 600 евра минимална плата. Меѓутоа во меѓувреме се зголеми животни, се покачи речиси сите цени на суровините. Животниот стандард поскапе. Има тука вистина во ова што го говорите, значи одредена инфлација постои, одредени ценовни разлики се случуваат, што е, би рекол, еден процес кој што од нас не опфаќа и не само сега, туку и во минатото. Но, поентата ми е дека ако ги гледате таа хронологија на зголемување на барањата за минимална плата, ќе заклучите, ќе дојдете до една констатација дека 2024 беше на почетокот 450, за да по изборите биде 500 евра, за да од пред неколку месеци се стави на дневен ред 600 евра. Дали за толку многу се зголеми живеачката, статистиката треба да покаже, да ги даде податоците информациите. Меѓутоа, оваа минимална плата, односно зголемувањето на минималната плата, има една запирка, која што е многу важна и која што треба да ја разбере македонскиот работник, но и генерално македонскиот граѓанин. Суштинското барање, според мене, не е во тоа да се зголеми минималната плата,
туку да имаме реален раст на сите останати плати. И токму, а ќе го образложам ова зашто е Добро. така, ако гледате сега повторно хронолошки, во последниот период, односно во последните неколку месеци наназад, барањето за зголемување на минимална плата се дополни од страна на еден од синдикатите и со раст на сите останати плати. Претходно тоа барање не постоеше, немаше таков тип на барање, односно само се говореше 2024-2025 се говореше за минимална плата и раст на минимална плата како главно барање на еден од синдикатите. Господин Јовес, Поверете. гувернерот на Народна банка, господин Трајко Славевски, вели дека се не издржани барањата на синдикатот. Од друга страна, професорот Дејан Трајковски пишува: покачувањето на платите во приватниот сектор е прераспределба на профитот и учеството на работниците и неговото создавање. Дали преку ваква една мерка, доколку се постигне евентуален договор, е точна констатацијата дека тоа ќе придонесе и за зголемување на инфлацијата? Овдека треба да бидеме внимателни. Знаете зошто? Прво, на гувернерот Славевски немам се уште видено, колку што чув, таа е непосредно сега дадена изјава, баш ќе ја прочитам, а секако и на професорот, на колегата. Меѓутоа, видете, во овој дел па статистиката е неумолива. Секој пат кога владата на Македонија, не зборам само за оваа влада, за сите влади до сега, особено нели за претходниот период, ги зголемуваше со административна мерка платите. 2018 и 2022-2023, особено во последниот период. Имаме вртоглаво зголемување на инфлацијата. Вртоглаво зголемување. И токму овој период кој што до сега следи е токму стабилизирање на таа инфлација од тогаш, од 22-23 која што влезе на голема врата во Македонија, за жал. Конечно инфлацијата е, да речем, стабилизирана, тоа што јас го читам како статистика и како параметри, а верувам и вие ги имате тие бројки. И сега ако ја земете инфлацијата од околу 4% која што се прогнозира за 2025 година, и ако го земете растот на платите, просечниот раст на плати во 2025 година, тој изнесува веќе е пресметна 9,5%. 9,5%, минус 4% инфлација, имаме просечен, повторувам, просечен раст на плати во Македонија, некаде околу 5,5%. Парадоксално е од една страна да се фалиме дека сме на европскиот пат, а од друга ги намалуваме правата на работниците под европскиот минимум. Ова е ваша изјава во 2023 година за порталот Локално. Како доплата што ќе биде прифатлива за сите? Тоа е изјава во даден контекст, Горест. Значи, тоа не е генерално за сите права. Значи, станува збор за одредено право кое што, да речеме, било на дневен ред или на тема во моето интервју, кое што сум го коментирал дека се намалува. Минималната плата не се намалува, се зголемува. Основнината дилема или основното прашање е методологијата како да се зголемува. Дали минималната плата право професионално се зголемува и со стандардот на живот? Сакав да го дообјаснам токму тој дел за да дојдеме до клучно ова прашање дали е тоа соодветно. Зголемувањето на минималната плата да или не. Цаката, народски да се изразам, за пирката кај минималната плата е што во Македонија минимална плата земаат, според последните информации, од пред неколку недели, помеѓу околу 22.000 луѓе земаат минимална плата во Македонија. Околу 22.000 луѓе. Тоа ви е помалку од 4% од вкупниот број вработени во државата. Од таму, ако анализираме сега научно, недвосмислен е заклучокот дека сепак статистички тоа не е голема група на граѓани. Каде е, би рекол, проблемот или вистинското прашање? Или вистинската тема, според мене? Вистинската тема е не растот на минималната плата, туку растот на останатите плати, кои што опфаќаат 80% од платите во Македонија, а се движат од 26,7 до 70.000 денари. Значи,
околу од 27.000 денари до 70.000 денари земаат 80% од вработените во Македонија. И околу 10% остануваат оние 10 и нешто кои што земаат над 70.000 денари нето зборувам во Македонија. Суштинското прашање за мене е како да успееме ние во Македонија да ги зголемуваме платите на 80% работници, граѓани наши, кои што се движат околу 27 и нагоре до 70.000 денари. Господин Јовевски, ниту бизнес заедницата не е расположена да им излезе во пресрет на работниците. Дали може би постои можност, како модел во кој сите би биле задоволни, државата да излезе во пресрет од типот да ги субвенционира придонесите? За ова, за да се реализира, државата треба да обезбеди финансиски средства, треба да обезбеди финансии. Тоа што, например, не се докажува... Сметате дека во државата, во буџетот на државата не може да се издвојат пари во однос на ваквиот модел? Видете, не стана збор дали ја сметам. Тоа треба да одговори Министерство за финансии. Дали, тука веќе не е ни во прашање ни владата како колегија, него конкретен норми кој што треба да каже согласно буџетските расходи, приходи така натаму, буџетската година направена, буџетската рамка, може или не може да се обезбеди. Меѓутоа, тоа што се испушта да се каже, да се нагласи во јавноста, е зголемување, да речеме, давање субвенции. Што значи субвенции? Се кажува само да се земе персонален данок, да платат, да речеме, работодавачите, да бидат од друго ослободени. Што значи тоа ослободени? Тоа значи дека државата Македонија ќе мора да ги плати зголемувањата на платите во однос на социјалните придонеси, пензиското, здравственото, инвалидското осигурување, бидејќи не може работниците да им се зголеми платата за тој дел да не им се вкалкулира во делот на здравственото осигурување, нормално во пензискиот стаж, висината за утре, основицата да не биде пониска кога ќе дојде денот за пензијата. Дали државата може тоа да го направи сега? Од оние информации кои што јас ги имам е под голем знак прашање. Затоа што финансиски државата е истоштена од годините претходни. Од тоа каде што не се работело како што треба, каде што се направеле одредени финансиски дебуози на различни начини во различни институции по различни основи, и сега доаѓаме до ситуација да финансиски треба да, ако би можело, хипотетички зборуваме, да се финансира оваков тип на субвенција, да, можеби ќе може ако се земе нов заем, ново задолжување. Но дали не мислите дека 25 евра зголемување на платите наспроти за работниците, наспроти 250 евра за функционерите? Дали со ова не се подјадува, не се продлабочува социјалниот јас? Видете, овдека навистина има една, би рекол, дискрепанца, меѓутоа тоа е еден моментум сега колку ќе имаат доблести самите јавни функционери да се одважат како и минатата година, да кажем и оваа година, да ги замрзнат растот на платите. Дали тоа ќе се случи, останува да видиме, не знаеме. Меѓутоа, сметате ли дека добра мерка би било замрзнување на платите на функционерите? Платите на функционерите? Бидејќи 2025 година беше стабилизациона година во која што се враќавме на некој колосек. 2026 продолжува тој контекст и треба да се отворат прашања за законодавна реформа и така натаму. Сметам дека е мудро, ја не можам да им кажам како они се и да наметнувам, но сметам дека е мудро да се види, да се размисли дали оваа година исто така да бидеме на линија на платите, да се стават во едно мирување во однос на јавните функционери. Но треба да знаете дека платите во Македонија од 2026 секако ќе растат по различни други основи, односно пред се преку минималната плата која што еве се критикува дека малку ќе растела 25 евра или колку и да е. Ќе расте помеѓу 1600 и 1900 денари, 1000 можеби и 800. Сега да не еве нека излезе со официјалната бројка, па ќе видиме колку ќе биде таа плата. Тој тип на растење на минимална плата ќе имплицира раст во голем број на под сектори во јавниот сектор на платите. Знаете кој е парадоксот? Што од една страна компаниите се жалат дека имаат проблем со недостиг на работна сила. Да, тоа е точно. Од друга страна, велат не можеме да го одврземе кесето поише од вообичаеното. Тоа е делумно точно. И тоа е делумно точно. Аспектот на минималната плата во Македонија
ќе има вистинско значење ако како пред повеќе години во делот на минимална плата влегува околу 120.000 вработени, а сега се сведени на 20 и нешто илјади вработени, и овие вработени 20 и кусур. 18.000 можат да се зголемат минималната плата не утре, денес. Уште денес, додека јас и вие разговараме, може да дадат налог за јануарската плата да им биде зголемена соодветно на нивните потреби. Но дали тоа можат е едно прашање. Ако можат, зошто не го прават? Јас познавам, јас сум правник од мојата област, адвокати кои што работат одлично, а се осигурани, така да кажам народски, на минималец, на минимална плата. Кои што денес може да си ја качат својата плата, своите приходи на многу повисоко. Зошто не сакаат да уплаќаат придонеси? Зошто размислуваат луѓето со таа матрица дека јас ли сега ќе ја полнам државата и фондот за пензиско и инвалидско осигурување? Јас ли ќе ги ранам сега другите? Професор Јовевски, на крајот, во услови кога на пазарот на труд има недостиг на работна сила, дали профитот е резултат само на доброто менаџирање или на тоа што работникот придонесува за развојот на фирмата, на компанијата? Па од се по нешто. Ако нема работник, тешко дека газдата ќе обезбеди. Точно, токму така. Ако нема работник, и сега гледате, веќе се постава прашањето и за добар работник. Јас одам малку чекор понатаму. И не е секој работник, нели, но да, кај нас веќе се постава прашањето и за работник, генерално за работник. Ако нема работник, точно, кој ќе работи? Некој ќе каже треба да нели се увезуваат работници од странство. Сега тоа е сосема друга тема, друго прашање. Ние имаме закон за работа на странци, тука има цела правна процедура како и доколку може која таа квота и така натаму. И таа е само 1% од вкупниот број на население кој што ние во Македонија може да увезуваме странци. Значи, од друга страна, добриот менаџмент, да, може да продуцира раст на компанијата, но добриот менаџмент подразбира и вложување и работење со луѓето, со човечките капацитети, за да може компанијата да има раст. Сите не милионери, ја ве го велам милиардери во светот, и тоа како сватиле дека треба во луѓето да се вложува и со луѓето да се работи. Ја ги охрабрувам работодавачите да излезат од таа некоја зона на мајндсет дека треба што помалку да му се даде на работникот или да му се даде толку онолку колку што мора да се даде за да не замине. Нека се даде малку и од повеќе, за да може работникот да биде охрабрен, да биде мотивиран и он повеќе да вложи. Благодарам за издвоеното време. И благодарам за можноста да разговараме на оваа важна тема. Професор доктор Лазар Јовевски, професор по трудово право на Правниот факултет.